Една, да кажем, од главните објави од самитот беше формирањето на инвестицијскиот фонд кој што Македонија 20, односно членови Македонија 2025 со инвестицијскиот фонд СЕАФ го направија, значи станува збор за еден фонд од 15 милиона долара, исклучува наменет за финансирање на проекти од Република Македонија. И личните контрибуции на некои членови на бордот на Македонија 2025 се очекува да стимулираат слични такви инвестицијски одлуки на бројни други успешни македонци од светот. Преку конкретен пример не само декларативно да ги подржуваат македонските компании, туку преку лични инвестиции да докажат дека вистина во Македонија може да се води успешен бизнис. Позитивната атмосфера која што беше присутна во текот на 4 дена на одржување на самитот беше потврдена преку анкетата која што ја спроведовме веднаш после самитот, каде што процентот на задоволни учесници навинуваше 90%. Така да можам да кажам дека самитот покажа неколку работи. Прво дека во Македонија е присутно постојано унапредување на деловната клима, што беше потврдено од странските инвеститори во земјата. Второ, дека владата на Република на Македонија стои сериозно позади своите заложби за промоција на земјава како дестинација за странски директни инвестиции, што го покажа со присуството, повторно ќе кажам, на сите министри кои што се задолжени за привлекување на странски директни инвестиции. Трето, фактот дека во Македонија постојат компании кои што успешно се надпреваруваат на странските пазари, покажува дека Македонија има знаење, има талент, има луѓе со амбиција да бидат успешни и надвор од земјава во водењето бизнис. Понатаму, самитот покажа дека Македонија и покрај своите ограничувања од аспект на големина на домашен пазар и така натака, сепак нуди атрактивни можности за вложувачите. Значи, како за реализирање на профит во земјава, така и за простор каде што може да се црпат интелектуалните предсе ресурси од земјава со цел да се настапува на трети пазари. Ве уверувам дека владата на Македонија, како и досега, секогаш ќе ја слушне визијата на приватниот сектор, како силен партнер во реализација на добрите идеи. Сите ние се трудиме, секој во својот домен, да помогне за развојот и изградбата на Република Македонија, со силна, модерна и напредна држава. Во духот на оваа порака, ја изразувам својата увереност дека ние имаме можности, знаења, вештини, но и верба и енергија и многу вредности со кои можеме да придонесеме за нашата татковина. Од тука, поддршката не само на домашните бизнисмени, туку и на странските бизнисмени кои што се заинтересирани за Македонија и особено на македонската диаспора и на поуспешните луѓе од македонската диаспора секако ќе биде значајна. What is important for all of us is За нас е битно како ќе се позиционира Македонија во периодот по кризата, односно по 2014 година и потоа. Во нашиот случај тоа бара продолжување на примената на голем број политики. Треба да продолжиме со строга примена на фискалната политика за да се воспостави рамнотежа на краткорочните цели за поддршка на развојот, како и со интензивирање на капиталните инвестиции и со среднорочните и долгорочните цели на фискалната политика за одржување на јавниот долг на одржливо ниво. Capital investments and medium to long-term objective of the fiscal policy to keep public debt at sustainable level.
Најголемиот број од нашите активности се насочени во Македонија, да се покренат образовни програми и да работиме со владата и со стопанството за побрз развој на компаниите. Со еден збор, зголеменото ангажирање и моето лично искуство и на диаспората е со цел да се стимулира размислувањето за она што можеме да направиме за натамошниот развој на Македонија. To have you reflect what can you do to further advance the opportunities and the prospects for Macedonia. Самитот во Охрид ќе исполни сите очекувања кои што ги имавме зацртани пред кога го концепиравме истиот. Ние не можеме со прецизност да презентираме колкави конкретни трансакции произлегле како резултат на самитот, но и затоа имаме некаква индикација од она што дел од присутните на истиот го споделија со нас, од аспект на воспоставени нови контакти, воспоставени релации, веќе воспоставени некои интереси за реализирање на некакви деловни планови и така натаму. Она што ние ќе го правиме во меѓувреме ќе биде секако промовирање на нови самит како платформа за воспоставување на релации. За таа цел ги користиме сите можни канали за дистрибуција на оваа вест, значи како и за првиот самит, така и за овој самит се надеваме ќе имаме помош од мрежата на економски промотори на владата на Република Македонија, нашите дипломатски представништва во странство. Секако ќе се ослониме на личните контакти и на пренесувањето на добрите зборови за самитот од присутните, значи од учесниците на самиот самит и така натака. На следниот самит во Охрид посебна тема ќе биде образованието, човечките ресурси, иновациите, истражувањето и развој како предуслов за Македонија да може да се конкурира на база на знаење, а не само на база на природни ресурси, кои што се ограничени секако. И очекуваме да бидат присутни што повеќе компании од земјава и странство кои што, да кажам, не беа минатиот пат. Очекуваме да бидат присутни представници од Европа. Тие некако беа во помал број во однос на значи представниците на диаспората од Австралија, Америка, Канада. Би сакал исто така да ги повикам сите македонци, не само македонците по род, туку и сите оние кои што се по потекло од овие простори. Значи имаме бројна диаспора и во земји како што е Република Турција. Би сакал да исто така да потенцирам дека се добродојдени представници на албанската бизнис диаспора по потекло од Македонија. И сите останати етнички заедници кои што потекнуваат од овие простори да дојдат на самитот.